Господине Џафери, процедуралната забелешка е на вашето водење на седницата на Република Македонија, на седницата на Собранието на Република Македонија. Прво, господине Џафери, вие немате право дискреционно да одлучувате дали на некој пратеник од левата страна 51 на број ќе му дадете процедурално или нема да му дадете. Значи, вие имате обврска согласно деловникот на Република Македонија, согласно деловникот на овој законодавен дом. Кога процедурално ќе побара пратеник, тој да го добие. Значи, вие не можете по собствено убедување, по собствена добра волја или расположение да кажете дали некој ќе има процедурално или нема да има процедурално. Дали Димовски ќе добие процедурално или Милошовски претходно, Ѓорчев нема да добие, не знам, Зоран Илиовски ќе добие, но затоа Цуклев нема да добие процедурално. Процедурално ќе добие секој пратеник од овие 51 на број, кој што ќе го побара тоа, не затоа што тоа е ваша добра волја, не затоа што тоа е ваша милост, туку затоа што тоа нас ни го овозможува деловникот на Собранието на Република Македонија. Втора работа, господине Џафери, вие во вашата реакција, реплика, која што немате право да ја дадете, затоа што раководите со оваа седница, рековте дека јас немам право или не е во ред да спомнувам луѓе кои што не се тука. Прво, господине Џафери, јас имам право на слобода на говор. Слободата на говор е темелна вредност на Уставот на Република Македонија. Јас имам право да зборувам за секој носител на политичка функција во Република Македонија, на локална и на централна власт. Јас имам право да зборувам за јавни личности, јас имам право да зборувам за меѓународна политика. Не затоа што тоа е ваша милост, или затоа што тоа е ваша добра волја, туку затоа што тоа е слобода на говор за која што 1000 години се воделе битки. Мојата слобода не доаѓа од вашата добра волја, мојата слобода доаѓа од 1903 година, мојата слобода доаѓа од епопејата од 41 до 45 година, мојата слобода доаѓа од Уставот на Република Македонија, изгласан во оваа сала 1991 година. Мојата слобода доаѓа од тоа затоа што јас имам право да дискутирам и да зборувам за важни работи за Република Македонија, а положбата на македонците во Тетово и во други места е важна тема за Република Македонија. И на крајот на криштата, ако ние зборуваме за меѓународна политика, за извештај на Европска комисија и тука го спомнуваме, не знам, Хан или Могерини, треба да чекаме да дојдат тука, или ако зборуваме за соседните премиери, за Еди Рама и за други, требаме да дојдат тука. Ви благодарам, господине Ѓорчев, ви помина времето. Да зборувам... Ви благодарам, ви заврши времето, господине Ѓорчев. Почитувани колеги пратеници, почитуван мандатар, би сакал во оваа своја дискусија, во оваа своја анализа на владината програма, на владиниот кабинет, да се осврнам на неколку работи кои што мислам дека се важни за Република Македонија во наредниот период. Прво, за да може владата на Република Македонија да функционира, за да може да се одвиваат проектите, ќе треба да имаме раздвижена економија. Не може да имаме раздвижена економија доколку нема инвестиции, странски, домашни, јавни и така натаму и така натаму. Односно, не може да имаме напредок на состојбите ако тие средства, пари, даноци и така натаму не дојдат од некаде, ако не се создаде додадена вредност. А јас во оваа влада не гледам тим и луѓе кои што ќе создадат додадена вредност. Има намери, има програми, има цели за кои што мислам дека добар дел се нереални, но можеби од некои од нив ќе се реализираат, но не гледам тим на луѓе кои што ќе донесат некоја фабрика и ќе почнат од нула, ќе почнат од прелиминарни преговори, после тоа со неколку посети луѓе, доаѓање, одлуки, прва интерна одлука на борд, втора интерна одлука на борд, носење на одлука, планови и така натаму, сето тоа да резултира со камен темелник, тој камен темелник да донесе хала, таа хала да донесе машини и тие машини после тоа да донесат вработувања, а тие вработувања и таа додадена вредност и тие финанси и тие пари
после тоа да може да ги алиментираат потребите на 26-27 членови на владата која што вие ја предводите. Значи, за да Горан Сугаревски гради патишта, треба да се обезбедат средства. За да Николовски ги дели субвенциите во земјоделието и аграрот, треба да се обезбедат средства. За да Аладјозовски во културата применува прогресивни политики и така натаму, треба да се обезбедат средства. Што значи тоа? Тоа значи дека 25 членови на владата секој ден ќе му се јавуваат на министерот на финансии со еден куп добри идеи, со еден куп добри предлози, намери и така натаму, а тој 25 пати дневно ќе треба да вика не и не. И тој под наводници ќе биде лошиот, и тој ќе биде одој на кој што секој ќе има и изговор и ќе речат види јас сакам да се реализира проектот, но финансии нема пари и така натаму. Значи, ќе имате 25 условно кажано побарувачи и ќе треба да има еден кој што ќе има касата, а таа каса ќе треба да се проширува преку раст на БДП. Онака како што вие имате концепирана програмата. Македонскиот БДП наредниве неколку години треба да расте со 8% годишно. Проценете, колеги пратеници, македонска јавност, дали Република Македонија е во кондиција или било која од југоисточна Европа земја, или од Јужна Европа, или од Централна Источна Европа, 4 години да расте 8% годишно. Тоа е како Кина пред 15-20 години. Значи, не, беа најавени 5%, но да се алиментираат овие потреби, за да се изградат сите патишта што се ветени, за да, како беше кажано, 100 пати се зголемат средствата за мали и средни предпријатија, за да се спроведат сите овие работи, потребно е македонската економија да расте со 8% годишно. Кажете ми дали е тоа можно да се испорача? Мислам дека не е можно. Значи, зошто не е можно и зошто нема да може да се создаде таа додадена вредност за која што зборуваме и која што сите заеднички ја посакуваме? Затоа што има министри без ресор. Од вашиот предлог читам. Значи, министри без ресор, мислам дека се 10 на број. Кочо Андјушев, Бујар Османи, Роберт Поповски, Едмонд Адеми, Хазби Лика, Аднан Ќахил, Самка Ибриновски, Рамис Мерко, Зорица Апостолска и Зоран Шапорич. Значи, тука има алиментирање на политички договори и коалициони партнери. Нема луѓе кои што ќе одат по инвеститорите, ќе бидат со нив, ќе работат со нив. Затоа што ниту министер за финанси, ниту министерот за економија или пак еден вице-премиер кој што ќе имаат 100 работи да тераат во секој ден, кој што ќе бидат фладирани од телефонски повици, од јавувања, од барање за средби, од дневно менаџирање на еден куп работи и процеси, од исплата на штети од невреме, па заклучно со евентуално, не знам, поплави, економски кризи и слично, ќе нема да може со некој инвеститор да поминат 3 дена поред и ако треба да се влезе и во кал во некоја индустријска зона, да се влезе во кал, да се види тоа, да се премери земјиштето, да се каже чекајте, вака ќе ви помогнеме, така ќе ви помогнеме, да се донесе фабрика, да се вработат 500.000 луѓе, од кои што зависи успехот на вашата влада и нашата држава. На кој начин странски или, например, што ќе биде опис и попис на на дневниот работен ангажман на секој од овие 10 министри без ресор. Значи, во ред, некои ќе бидат вице-премиери, во ред, некои ќе бидат посветени на етничките прашања од етничките заедници од кои што тие доаѓаат, и тоа е во ред. Но за некој од нив ќе се согласите. Во јавноста постојат големи дилеми. Со што тие ќе ја сработат и заслужат платата која што македонските граѓани ќе им ја дадат. Второ, имаме ситуација која што е несвојствена за Република Македонија, а тоа е дека мнозинството на македонски народ во моментов со оваа политичка конфигурација, со овој владен состав и со ова владено мнозинство преминува во опозиција. Значи да, македонскиот народ, македонската заедница или
како и да го наречеме, значи граѓаните етнички македонци во овој момент се во опозиција во Република Македонија, исто како што и мнозинството турци, мнозинството бошњаци, мнозинството срби, мнозинството роми и другите етнички заедници, затоа што мнозинството од тие етнички заедници гласа за коалицијата за подобра Македонија. Ова влада исто така со ова тенко мнозинство, со 62 пратеници, е во ситуација во која што ќе биде уценувана на дневна основа од задоволството или незадоволството на било кој пратеник или било кој коалиционен партнер. Затоа што имате 4 коалициони партнери во оваа влада, но некои од тие 3 коалициони партнери, но некои од тие коалициони партнери самите се коалиции. Ќе имате ситуација, не се сомневам, каде што под прашалник ќе ви биде закажано и закажувањето на собраниски седници, но тоа самите ќе го видите за неколку недели и неколку месеци. Колку тоа ќе значи функционалност или нефункционалност на владата, исто така ќе видиме. Ќе имаме, еве јас ќе ви кажам од нашето искуство, ние имавме 82 пратеници пред година дена, 82 пратеници. Ќе дојде 4 или 5 попладне. Ние требаше со телефонски јавувања да се собираме за кворум и од 82 да имаме 62. Сега, за било која ратификација, меѓународна за било што, ќе требате лидери на партии да ви доаѓаат. Значи, за кворум, за 61, вие ќе треба да имате секој буквално да биде присутен секој ден. Дали тоа ќе се оствари или нема да се оствари, вие ќе оцените. Неколку препораки до новите министри. Би препорачал да ве водат, тука првенствено мислам на труд и социјала, на образование и уште неколку ресори. Нека ве водат потребите на македонските граѓани, а не потребите на поединци во НВО секторот. Што мислам тука? Како родител. Мислам дека не е добро за Република Македонија да се воведуваат нови предмети со постмодерна идеологија, со меѓу родова идеологија и така натаму. Мислам дека работата на Министерството за труд и социјална политика е првенствено да работи со пензионерите, со сиромашните, со загрозените, со народните кујни. Значи, верувајте ми, има време каде што ќе можете да дискутирате за еден куп работи. Но, во оној момент, кога ќе се обидете преку предмети, да воведете идеологија во која што ќе ги индоктринирате нашите деца, тогаш ќе загубите 20.000 гласови. Значи, против себе ќе ги имате сите свештеници и на МПЦ, и на ИВЗ, и на останатите верски заедници. Значи, нека ве водат реалните потреби на граѓаните на Република Македонија. За крај, би сакал уште неколку работи да кажам, но само да завршам, ве молам со еден збор. Значи, во ред се сите тие проекти кои што значат имплементации, апроксимации, евалуации и така натаму. Оној момент. Ви благодарам. Волјата на родителите. Ке се обидете да... Ви благодарам, господине Ѓорчев. На длабокиот светоглед. Многу родители од Република Македонија ќе бидат... Ви благодарам, господине Ѓорчев. Активна работа за која што треба да се внимава. Благодарам.